Петок 21 март 2025, термин за дневникот на КТВ. Деканот на Медицинскиот факултет во Скопје Свето Зарантовиќ и раководителот на Институтот за судска медицина Александар Станков денеска соопштија дека по трагичниот настан во Кочани за многу кусо време биле извршени 59 обдукции на телата и идентификациите на починатите. Како што истакна на пресконференција, за ова биле формирани 6 тимови во кои освен експерти од судска медицина имало и патолози. Вклучени биле и тимови од Министерството за внатрешни работи. Кај сите настрадани е констатирана насилна смрт од задушување, што е предизвикано директно од пожарот. Во март се очекува да бидат завршени сите извештаи за обдукциите. 10 пациенти денеска беа пуштени дома. Нема повеќе упатување во странство, информираше денеска министерот за здравство Арбен Таравари. Бројката на пациенти кои што се лекуваат моментално се 162. Добра вест што сакам да ја споделам дека денеска 10 од пациентите кои што лежат во државата ќе бидат испишани. Нели вчера имаше 3 пациенти што ги испишавме. Моментално во клинички центар лежат 25 пациенти. Во 8 септември лежат 12 пациенти. Во градска општа болница 11 и во Штип 1 пациент. Значи исписи имаме еден од Штип, еден пациент, еден испис од детска хирургија, 3 ќе се испишат пациенти од торакална хирургија. Во Систина и Жан Митрев вкупно се лекуваат 9 пациенти, од нив 5 денеска се испишуваат. 115 пациенти се на лекување надвор од државата. Во Србија, кажав, и знаете, 30 се, тоа веќе е објавено во веб страната на Министерството, од кои што 20 веќе се екстубирани. Во Булгарија 15 пациенти, од кои што 3 веќе се екстубирани, значи се во стабилна, сите се во стабилна состојба, некои се покритични. Грција 12, од кои што 20 се критични. Во Истанбул веќе 6 пациенти се екстубирани што се лекуваат во Анкара, во Турција. Во Истанбул се 6 пациенти, а во Анкара 6 се екстубирани, сите пациенти од Анкара. Во Шпанија се 7 пациенти, во Австрија 5, од префрлени, 2 од тие пациенти префрлени во обичен одел. Во Унгарија се 6 пациенти, од кои што веќе еден е фебрилен и еден со кашлица, другите се во стабилна состојба. Хрватска се 5 пациенти, еден е интубиран, стабилен и 4 други се по сосема стабилна состојба. Словенија се 4 пациенти вкупно, од кои 3 се во посериозна состојба. Литванија се 4 пациенти, едниот и таму е екстубиран веќе, значи по подобра состојба. Белгија 4 пациенти, од кои што сите 4 се во стабилна состојба. Италија 4 пациенти кои што се веќе на нога, значи може би идната недела веќе ќе зборуваме и за протоколи за враќање на овие пациенти. Шведска се 4 пациенти, 2 се сосема во стабилна состојба и во Полска се 2 пациенти, од кои што само едниот е интубиран. Веќе од овој состанок зборувавме за да подготвиме, веќе нема да се праќаат ни еден пациент надвор од државата, сите се стабилни тука што се, веќе кажав дека не радува тоа што 10 ќе продолжат дома, после сите направени токсиколошки анализи, ќе се вратат дома да продолжат со мирување еден период и да продолжат со нивниот живот. Веќе денеска отворивме и темата на враќање на пациенти. Од идната недела гледате дека имаме најави од одредени држави кај што пациентите веќе и се движат и се во добра состојба, за да подготвиме протоколи како ќе биде нивното враќање, дали ќе треба да се сместуваат, секако ќе бидат прегледани од наши доктори. Тие што се во сосема добра состојба, после преглед од наш доктор, може да се пуштат и да одат дома. Следното, значи, со кое што ќе се соочуваме се инфекциите и надвор од државата и во државата, затоа ќе бидеме внимателни за да
превенираме максимално што можеме за да нема компликации. Уште еднаш од сите пациенти, освен еден во Турција кој што е во многу сериозна состојба, другите се во сериозна, меѓутоа стабилна состојба. 27 лица и 3 фирми се осумничени за пожарот во Кочани, информираше државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Тој исто така информира дека 30-дневен притвор е определен и за екс-министерот Бектеши. Основното јавно обвинителство Кочани донесе наредба за спроведување истражна постапка против 27 физички и 3 правни лица за кои постои основано сомнение дека како соизвршители сториле тешки дела против општата сигурност од член 292 во врска со член 288 од Кривичниот закон. Сите осумничени во периодот од 2012 година до 16.3.2025 година заеднички, но секој од аспект на своето својство, надлежности и одговорности, воопшто не постапиле според прописите за мерки за заштита и со тоа предизвикале опасност за животот и телото на луѓето и имот од големи размери. Верижните пропусти и незаконити действија на одговорните и службените лица довеле до тоа да при користење на пиротехничките средства на 16.3.2025 година за време на настапот на музичката група ДНК во кабаре клуб Пулс во Кочани биде предизвикан пожар во кој настапила смрт на 59 лица, меѓу кои 6 деца, а биле повредени уште 197 лица, од кои 25 деца. Доколку се обезбедат докази во истрагата, ќе бидат опфатени и други засега неутврдени лица, кои иако биле свесни дека поради нивното сторување или несторување може да настапи штетна последица, се согласиле со незиното настапување и придонеле за катастрофалниот исход. Тројца осумничени се јавуваат како одговорни лица, сосопственици или управители во извесен период во правното лице, чија подружница е клубот. Првиот од нив е закупец на објектот, каде е лоциран клубот, реален собственик и носител на целокупниот деловен потфат и работењето, објектот со намена за лесна индустрија, кој се наоѓа во индустријска зона, воопшто не исполнувал услови да биде пренаменет во угостителски објект кабаре согласно Законот за угостителска дејност, но во континуитет во целиот период осумничените добивале лиценца незаконито и организирале угостителски услуги. При тоа, сите знаеле и биле свесни дека клубот не ги исполнува законските пропишани услови и начин за вршење на угостителска дејност. Во тој контекст конкретно постои основано сомнение дека првоосумничениот за период од 13.2.2024 година до 13.2.2025 година директно на осумничено службено лице вработено во Министерството за економија му дал одреден паричен износ за да изврши службено дејствие што не би смеел да го изврши и на тој начин без при тоа да биде спроведена законски пропишана постапка, обезбедил фалсификувана службена исправа, лиценца за вршење на угостителска дејност. Поради тоа, против вработениот во Министерството за економија е поведена постапка и за примање на подкуп од член 357 од Кривичниот закон. Една од осумничените е и собственичка и управителка на осумничено правно лице од Кочани, која во текот на 2010 година постапила по барање на осумничениот собственик
и му изготвила основен проект како услов за отпочнување со работа и вршење на угостителска дејност кабаре, иако знаела дека не постоеле законски услови објектот да биде пренаменет од категорија лесна индустрија во објект што врши угостителска дејност кабаре. Овој незаконит проект, собственикот во период од 2012 година до 2023 година во континуитет незаконито го користел во прилог на барање за добивање лиценци за вршење на угостителска дејност. Во 2023 година тој се обратил на осумничената за да изврши корекција на основниот проект, а таа без да изврши проверки на лице место незаконски извршила промена на правните лица во основниот проект и со тоа овозможила кабарето да поднесува барање за лиценца. Од Министерството за економија до овој момент осумничени се поранешен министер, но и поранешен државен секретар, раководител на сектор, раководител на оделение и помлад соработник, кои во моментов работат во Министерството, но на други раководни позиции. Сите тие, со неизвршување на своите службени должности, што биле правно должни да ги извршат, не постапиле според прописите и техничките правила за мерките за заштита и на осумниченото правно лице, кои не ги исполнувало пропишаните услови и начин за вршење на угостителска дејност во повеќе наврати со лиценци му овозможиле вршење на угостителска дејност кабаре. Поранешен директор на Државниот пазарен инспекторат и 3 службени лица инспектори, иако биле должни да вршат инспекцијски надзор, не ги извршувале своите службени должности и во период од 9.1.2020 година до 16.3.2025 година во ниту еден наврат не извршиле контрола над работењето на правното лице, за да утврдат дали има важечка лиценца, дали ги исполнува пријавените минимално технички услови наведено во барањето за лиценца за вршење на угостителска дејност кабаре и другите пропишани услови согласно закон, со тоа што овозможиле кабарето Пулс незаконито да продолжи со вршење на угостителска дејност. Осумничените тројца градоначалници на Кочани во период од 2012 година до 16.3.2025 година, како и осумничени двајца поранешни директори на Дирекцијата за заштита и спасување, не ги извршиле своите правни обврски согласно закон за заштита и спасување, со што овозможиле кабарето Пулс незаконито да продолжи со вршење на угостителска дејност спротивно на законот за угостителска дејност и другите пропишани услови согласно закон. За целиот тој период, општината примала уплати по основ на надоместок за угостителски објект. Во однос на активностите на Државниот пазарен инспекторат и Дирекцијата за заштита и спасување, Министерството за внатрешни работи продолжува да врши проверки во насока на утврдување на сите пропусти во текот на целиот временски период на работа на клубот. На ден 16.3.2025 година, еден од осумничените, одговорно лице во клубот, усно организирал концерт, настап без формално пропишан договор со музичката група ДНК и при тоа заедно со осумничените управители и осумничените припадници на Агенцијата за обезбедување, свесни дека капацитетот и условите во објектот тоа не го дозволуваат, овозможиле влез на околу 650 посетители, помеѓу кои имало најмалку 31 дете. Едно од осумничените лица вршело продажба на билети, без при тоа да води сметка за бројот и возраста на гостите кои смеат да присуствуваат спротивно на законот за угостителска дејност, овозможувајќи влез и присуство и на малолетни лица на настан. Осумничените одговорни лица во дискотеката и членови на обезбедување
не спречиле за потребите на настапот на групата ДНК да се внесат во угостителскиот објект и да се употребат експлозивни материи, пиротехнички фонтани, иако за тоа действие немале задолжителна дозвола издадена од надлежни органи за да ракуваат со пиротехничките средства, ниту пак просторните услови дозволувале употреба на такви пиротехнички средства. За внесување и употреба на пиротехничките средства е осомничен еден член на музичката група и постои сомнение дека членовите на бендот околу 0,2 часот и 32 минути по полноќ како дел од сценскиот настап и ефект ги активирале експлозивните материи, пиротехнички фонтани кои изфрлале искри во правец на плафонот над сцената, од кои веднаш се опожарил кровниот дел од објектот и пожарот се проширил по целиот објект. Во однос на пропустите на обезбедувањето, осомничени се сопственикот и управител на фирмата за обезбедување од Скопје, овластеното лице на подружницата во Кочани, тројца вработени и едно лице кој не било вработено во фирмата, но вршело одредени работи за таа фирма. Сите тие вршеле работи на физичко обезбедување без каква било претходна безбедносна проценка и план за обезбедување, без да ги проверат условите за противпожарна заштита и опасност од пожари, како и другите сигурносни услови, особено во однос на опасности и можности за евакуација. Во текот на критичната вечер не контролирале и овозможиле влез на деца во објектот, не воделе грижа за преполнетоста на капацитетот на посетителите во објектот и не спречиле внес и користење на експлозивни материи, пиротехнички средства со кои бил предизвикан пожарот и поради кои настанала несреќата во објектот. Напоменувам дека за истиот настан истрага се води и во специјализираното оделение за гонење на кривични дела, сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција во основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција, и тоа против 7 полициски службеници од Штип и Кочани, кои како соизвршители, изготвувајќи, подпишувајќи и одобрувајќи позитивна согласност, му овозможиле на правно лице да се стекне со лиценца за вршење угостителска дејност кабаре, иако не ги исполнувал законските услови за работа. Со нив, вкупниот број на досега осомничени за одговорност во оваа трагедија е 34 физички лица. Сите осомничени се обезбедени. Кочанското обвинителство во текот на ноќта и денеска предлага мерки за нивното обезбедување во текот на постапката и со оглед на тежината на кривичното дело, кое што им се става на товар и сите други околности, за сите осомничени се бара мерка притвор. Рочиштата се во моментов во тек и ќе продолжат во текот на денот. Можам да кажам дека ова е само почеток на истрагата и престои обемна истражна постапка во рамките на која ќе треба да се приберат голем број на докази, ќе се проверат, ќе се превземат истражни действија и ветив дека истрагата ќе биде брза и ефикасна и со тоа апелирам да до сите да бидат воздржани и смирени со тоа што ќе им се даде простор и на истражните органи да сепак квалитетно ја завршат истрагата. Ќе напоменам и тоа дека ова што денеска го истакнав е само основните работи за кои што се води истрагата. Некои посебни детали во однос на наредбата за истрага јавното обвинителство не може да соопштува. Јавното обвинителство не може да соопштува ни кои докази се прибрани, ни содржината на докази. Јавното обвинителство не може да соопштува искази на осомничени или евентуално сведоци. Од досегашните преземени действија ова произлегува. Се надеваме дека во многу брз период и истрагата ќе гледаме да се заврши, така да седи отворено прашањето и дадени се реков напаствија на истражните органи, односно на МВР, да евентуално доколку има и потенцијални други некои лица што би допринеле околу овој кривично правен настан, да видат и тие
офатен. И министерот за внатрешни работи Панче Тошковски на денешната пресконференција сподели информации со јавноста околу трагичниот настан во Кочани. Министерството за внатрешни работи веднаш ги активираше сите своји капацитети од обезбедување на местото на трагедијата, евакуација и извлекување на повредените, регулирање на сообраќај, па се до логистичка поддршка за нивниот транспорт и лекување, како во земјава, така и во странство. Над 250 лица беа брзо и безбедно транспортирани до болниците низ државата, а над 100 лица до граничните премини. Веднаш беа изработени итни патни документи, како за повредените, така и за нивните најблиски кои патуваа со нив. Во исто време, полициските структури останаа целосно посветени на истражните действија и расветлување на случајот, действувајќи со емпатија, дисциплина и професионалност. Дозволете ми да изразам огромна благодарност до сите институции и сите оние кои учествуваа во овие напори. Здравствените работници, докторите, медицинските сестри, болничарите, луѓето од Црвен крст, волонтерите, сите оние вработени кои што помагаа од Центарот за управување со кризи, пожарникарите особено, како и обвинителите и целокупниот тим од обвинителството кој што беше ангажиран и деноноќно се уште работи на овој предмет. Особена благодарност и до сите наши меѓународни пријатели кои дадоа клучна поддршка и помош за нашите повредени. На овој ден, кога болката се уште силно одекнува, но чувството за одговорност не обрзува на действување, се обраќам до јавноста со една клучна порака. Македонија мора да победи во битката со системската корупција која што одзеде 59 млади животи. Кога се случи сето ова, со болка во душата, потенциравме дека нема да има компромиси со правдата. Ветивме дека ќе има брза и ефикасна и праведна истрага. Многумини избрзаа со заклучоци. Некои со право се сомневаа, а некои сакаа да ја искористат оваа трагедија и за други цели. Некои се обидуваа да судат и да бидат обвинители, истражители, морален, па и преки суд, иако ги немаа фактите. Сите, буквално сите не оценуваат и како личности, и како институции кои што ги водиме во спроведувањето на овие активности. Јас сум благодарен на сите оние кои искрено и со душа и преку јавни текстови, критики и отварање на дилеми и совети се присутни во јавност. Тие ни помагаат доста, придонесуваат да анализираме и да бараме решение. Благодарен сум на народот на Македонија за трпението кое го покажува, за едништвото и слогата која ја демонстрира во овие судни, траорни и трагични моменти за Македонија. Во ваква епохална трагедија, која е најголема трагедија во историјата на нашата земја, судбината сакаше и не остави овде, на овие позиции во општеството, кој како граѓанин, кој како функционер, да се справуваме сите како луѓе и да се соочуваме со нешто кое е незамисливо, тешко, драматично и болно. Затоа е потребна доблест, чувство на одговорност кон народот и државата, морал, одлучност, но и силно чувство за праведност и императив за непристрасност. Нема нормален човек што би заштитил некого за кого постојат индиции за директна или индиректна одговорност. Тоа го ветивме од првиот ден, тоа го покажавме и досега, така ќе продолжиме. Свесен сум и за сомнежот кој постои кај вас граѓаните. Знам дека досегашните искуства на нашиот народ со вакви предмети беа болни и разочарувачки,
И од тука ја оправдувам загриженоста и сомнежот дека и овој пат е можно тоа да биде така. Но, нагласувам дека таа загриженост овој пат е непотребна и докажуваме преку нашите постапки дека има разлика и дека ние сме одлучни таа разлика да ја покажеме одговорно и посветено и свесни сме дека не смееме да ве разочараме. Затоа што, како што каже и премиерот, ова не е обична битка, туку битка за тоа Македонија дали ќе ја биде. Битка на народот и сите ние кои сакаме правда и држава за почит против трулиот систем, формиран со децении, некако абстрактен поим, туку формиран од поединци со име и презиме, кои го разјадувале и ја донеле државата до ова дереже до кое што сме денес. Работиме со обемен материјал. Работиме 24 часа на ден. Под огромен притисок, со сите очи вперени во нас. Но не смееме да брзаме, затоа што половична правда е всушност неправда. Неправда, иако осомничиме невини поради гнев, но исто така неправда е ако не понесат одговорност оние за кои постојат основани докази. Нашата задача е јасна. Целосна и правична одговорност, без исклучоци и без компромиси. Овие моменти се историски. Или ќе покажеме што значи одговорност и државност, или ќе дозволиме ова да биде само уште една црна хроника. Јас сум одлучен и така и ќе продолжам. Како што веќе имам кажано, функцијата никогаш не ми била цел сама по себе. Моето присуство овде го разбирам како должност и обврска кон мојот народ, да покажам дека одговорноста, честноста и доблеста не се ретки вредности, туку предуслов за служба на граѓаните. Ќе продолжам да се борам за искоренување на системската корупција, за враќање на довербата во институциите, за Македонија да стане безбедна, праведна, достоинствена држава за секој наш граѓанин, за секој македонец, албанец, турчин, ром, србин, влав, бошњак и за сите останати. Тоа е најмалку што го должиме на овие млади животи што беа изгубени. Јас ја чувствувам мојата морална одговорност, длабоко и искрено, но верувам дека токму сега, во најтешките моменти, најважно е да се покаже одговорност преку дејствување. Затоа, останувам тука со истата решителност и посветеност да ја водам оваа битка, ама докрај. И во иднина, кога ќе дојде денот мојата политичка кариера да заврши, како и што започна, со љубов и лојалност кон државата, кон граѓаните и кон овие млади невини животи, со пример, доблест и честност. Верувам дека тоа ќе се препознае низ делата кои ќе ги оставиме зад себе. Инспекторите од Државниот пазарен инспекторат во текот на контролите до вчерашниот ден кај 13 објекти од 23 што имале лиценци, констатирале дека не ги исполнуваат минимум техничките услови, рече портпаролката на владата Марија Митева на денешната пресконференција. Како влада будно ја следиме и состојбата на социјалните мрежи, каде најпрво морам да кажам дека сочувството, емпатијата, силна и искрена желба да се помогне е разбирлива, дека е повеќе од оправдана и се разбира за огромна почит. Но во определени моменти мораме како влада да апелираме и да замолиме да не се шпекулира со информации дека на семејствата и пациентите им е потребна финансиска поддршка за лекување, затоа што тоа не е вистина. На сите пациенти лекувањето им е и ќе им биде обезбедено од страна на државата.
Во овие моменти грижа од таков аспект на сите семејства не им е потребни, ќе направиме се што е во наша моќ да помогнеме во делот на здравствената нега која и како им е потребна. Се разбира, сакам и лично, но и од името на владата, на секој граѓанин, поединец, особено на волонтерите од Црвениот крст, да им се заблагодарам за несебичната помош и поддршка која што ја даваат во овие најтешки денови. Исто така, во делот на транспортот и сместувањето. Сакам да информирам дека и тоа е обврска и грижа која како влада ја реализираме. Денешниот пресек е следен. Згрижени се 180 лица од семејствата на повредените кои што се хоспитализирани во странство. Воедно, во овој момент бевме информирани од страна на Црвениот крст дека се прави формално правно согласување и проценка преку која на сите семејства кои се погодени од ужасната трагедија, за почеток, ќе им биде дадена финансиска поддршка во висина од 150.000 денари на секое семејство. И истите средства ќе им бидат на располагање за покривање на тековни, дневни, најитни трошоци. Се разбира, ова не е само еднократна помош. Екипите на Црвениот крст, службата за општи заеднички работи, но и владата контактираат со семејствата на секој 3 часа, со цел да се осигураме дека нема нови несакани состојби кои што настануваат и се разбира и во идни фази континуирано во зависност од сите поединечни потреби. Сите средства ќе бидат насочени кон нив. Правиме се што можеме за да помогнеме и олесниме во овие тешки времиња. Уште еднаш апелирам и замолувам да бидеме солидарни без шпекулации кои што ќе наштетат на семејствата. Ќе продолжам во оваа пресконференција да ги дадам и информациите кои што се однесуваат на работата на Државниот пазарен инспекторат и кои се превземените активности заклучно со вчерашниот ден. Вкупно 82 контроли со записник, инаку се многу повеќе за кои што се уште трае анализата и контролата. По Законот за угостителска дејност, тука се вклучени сите, од кабаре, дискотека, надзори по Законот за угостителска дејност на цела територија. Состојбата е следна: од 23 со лиценца констатирано е дека досега 13 не исполнуваат минимум технички услови, при што се изготвуваат решенија до Министерство за економија за одземање на лиценцата и ќе бидат издадени решенија за забрана на вршење на дејност. Кај 5 правни субјекти кои што се регистрирани како кабаре диско и кои што се со истечена лиценца, а е утврдено дека работеле изминатиот период, сакам да информирам дека се издадени решенија за забрана на вршење на дејност. Кај останатите 41 кафич клуб, кај 30 од нив се констатирани неправилности по Законот за угостителска дејност и изречени се 28 прекршочни налози и 2 затварања за пречекорување на работно време, што подразбира и платен налог. Председателот на Кавадаречкиот совет, доктор Стојан Чорамов, паушалот за февруари ќе го донира за семејствата на настраданите. Поминаа неколку денови од ужасната трагедија што ја потресе Македонија, Балканот и светот, во која животот го загубија 59 лица, меѓу кои многу млади луѓе кои требаше да се радуваат на животот и да ги уживаат неговите убавини. За миг се згасна. Со длабока тага и искрено сочувство кон родителите и семејствата на сите настрадани, во мое лично име, како татко, сопруг, доктор и председател на Советот на општина Кавадарци, сакам да соопштам дека одлучив својот паушал за месец февруари да го донирам за настраданите кои ги чека долг, но сигурен пат до целосно заздравување. На родителите кои ги изгубија своите чеда им изразувам длабоко сочувство и сила, а на повредените им посакувам што побрзо закрепнување. Нека никогаш не се повтори, напиша председателот на Советот на општина Кавадарци, доктор Стојан Чорамов. 100 психолози вклучени во зајакнатата психосоцијална поддршка на учениците, најави денеска министерката за образование и наука Весна Јаневска. Веднаш по трагичните настани беа подготвени и испратени насоки до училиштата, наставниците и родителите за постапување во следниот период, односно за давање прва психолошка помош и психосоцијална поддршка во оваа кризна состојба. Насоките се достапни на сите 5 јазици на кои се изведува наставата.
Формирана е мрежа од 100 училишни психолози од Скопје, но и од други градови, кои ги насочуваме кон Кочани, Виница, Штип, Чешиново, Облешево и околните места, за да ги подржат во работата своите колеги во тамошните училишта, работејќи со учениците, со нивните родители, наставниците и воопшто со граѓаните, а постапувајќи по посебен протокол подготвен за кризна интервенција. Во моментот 32 од нив веќе обезбедуваат директна подршка на терен. Работат со учениците, но и со семејствата кои изгубија деца во несреќата. Активни беа и во текот на вчерашниот ден. Останатите психолози денес попладне ќе имаат специјализирана обука од страна на Комората на психолозите, Бирото за развој на образованието и УНИЦЕФ, пошто од понеделник и тие ќе бидат распределени по образовните установи и други институции во општините кои се најмногу засегнати, но и ширум земјата. Исто така, сакам да информирам дека на веб страната на Министерството за образование и наука веќе неколку дена е поставена листа со телефонски контакти на 40 психолози, членови на Комората на психолози на Македонија, кои се постојано достапни за разговор, односно за психолошко советување. На листата се наоѓаат и наменски телефонски линии за прва психолошка помош на Црвениот крст, кои се во функција 24/7. Помош може да се побара и во центрите на Црвениот крст во секое време, како и во Центарот за ментално здравје во Кочани, каде што има представници на Универзитетската клиника за психијатрија. Во Штип на Универзитетот Гоце Делчев се наоѓа младинско советувалиште, каде што предстојуваат психолози од Скопје, кои ги посетуваат и младинските хабови. Знаеме дека бројот на стручни лица кои сакаат да помогнат во ситуацијава е голем. И секако треба и ги охрабрувам да излезат во преслед на потребите на учениците, на родителите и наставниците, и доколку ценат дека има потреба да се обратат до Министерството и Комората на психолози на Република Македонија, од каде ќе добијат попрецизни насоки, каде се најпотребни и како треба да действуваат. Комората ќе предложи да организираме специјални обуки за постапување во кризни ситуации. Тие протоколи во дел веќе и се доставени. Се разбира, доколку во следниот период утврдиме потреба за засилена поддршка на населението, ќе ја обезбедиме. Ќе направиме се што можеме и ќе спроведеме се што е од интерес првенствено за младите, но воопшто и за сите граѓани. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски на пресконференција соопшти дека во тек е контрола на сите издадени лиценци согласно Законот за градење и Законот за урбанистичко планирање. При досегашните проверки констатирано е дека од над 1100 издадени лиценци проверени се 643 до овој момент. Кај 97 лиценци констатирано е дека по издавањето на лиценците правните лица престанале да ги исполнуваат законските услови врз основа на кои истите се издадени, поради што ќе се донесат решенија за одземање на лиценците. Николовски најави законски измени кои ќе придонесат за подобрување на состојбите во процесот на лиценцирањето. Имајќи предвид она што се случи минатиот викенд, односно во неделата, како влада донесовме одлука да се направи контрола на сите издадени лиценци од страна на министерствата во рамки на владата, без разлика на што се однесуваат. Ова одлука се однесува на сите министерства и сите институции кои што издаваат лиценци од било кој тип. И таа активност веќе е започната. Би сакал да ве информирам за првичните резултати од активностите во рамки на министерството кои што го предводам.
тоа е Министерството за транспорт. Во тек е контрола на сите издадени лиценци согласно Законот за градење и Законот за урбанистичко планирање. И тука сакам да нагласам дека законите, за жал, во делот на контрола не се јасни, да не речам се исклучиви, и ние ова го правиме со еден вид политичка одлука, но сметаме дека е правилна, а по завршувањето на овие постапки ќе следат и јасни законски измени, со кои што ќе биде законска обврска секои 6 месеци да се врши ваква контрола на се што е издадено од страна на институциите. Во однос на Министерството, во моментов спроведуваме контрола на сите издадени лиценци согласно Законот за градење и Законот за урбанистичко планирање, и тоа на лиценци за изведувачи на градби од прва категорија, изведувачи на градби од втора категорија, надзор на изградба на градби од прва категорија, надзор на изградба на градби од втора категорија, проектирање на градби од прва категорија, проектирање на градби од втора категорија, ревизија на проектна документација за градби од прва категорија, ревизија на проектна документација на градби од втора категорија, управител за одржување на објекти од прва категорија, управител за одржување на објекти од втора категорија, управител на градба и лиценци за изработка на урбанистички планови. Она што можам да го кажам досега е следното. Од издадени над 1100 лиценци, досега се вкупно проверени 643 лиценци. Проверката продолжува и очекувам до вторник целосно да е завршена. Од овие 643 лиценци кои што се проверени, кај 97 лиценци или во проценти некаде над 15%, констатирано е дека по издавањето на лиценците, правните лица престанале да ги исполнуваат законските услови врз основа на кои истите се издадени, поради што ќе се донесат решенија за одземање на лиценците. Или пластично кажано, во моментот на поднесување на барање за лиценца ги исполнуваат условите и после тоа престануваат да ги исполнуваат условите, а за тоа не го информираат Министерството. Изразено во бројки тоа значи, на 13 правни лица одземена им е лиценцата за А изведувач на градби, на 34 правни лица одземена им е лиценцата за Б изведувач на градби, на 2 правни лица одземена им е лиценцата за А надзор на градба, на 6 правни лица одземена им е лиценцата за Б надзор на градба, 3 правни лица за А проектирање на градби, 20 правни лица Б проектирање на градби, 2 правни лица Б ревизија на проектна документација, 1 правно лице одземена му е лиценцата за управител за одржување на објекти од прва и втора категорија и на 16 правни лица одземена им е лиценцата за изработка на урбанистички планови или популарно во јавноста познати они куќи кои што цртаат детални урбанистички планови. Како што кажав, продолжуваме, до вторник очекувам оваа постапка да се заврши. Паралелно е почната контрола и над сите издадени лиценци и овластување во делот на патен превоз, и за истото исто така ќе ви информирам во текот на следната недела, а како што кажав, ова ќе повлече и законски измени кои што треба да ја направат контролата многу построга од ова што е до сега. Времето утре сончево со умерена облачност, ќе дува слаб до умерен јужен ветер, температура во интервал од -7 до 17. Од недела следува период на променливо облачно и релативно топло време со повремени врнежи од дожд. Локално врнежите ќе имаат пороен карактер. Особено поинтензивни процеси се очекуваат во текот на следната седмица, кога наместа ќе наврне поголема количина на дожд над 20 литри на метар квадратен, а ќе дува и умерен до засилен повремено силен ветер над 60 км на час. Тоа беа содржините во Дневникот. До гледање.